Скопје ќе гори од смеа. Скопје стендап комеди фестивал од 1 до 4 јуни во салата Фросина во Младинскиот културен центар. 4 дена урнебесна смеа и враќање во нормала со 12 врвни стендап комичари од целиот регион. Влезници по смешна цена на билети.mkc.mk и на благајната на МКЦ. Генерални покровители: Глеј, првата македонска стриминг платформа и градот Скопје. Нормално. Скопје гори од смеа. Конечно. Талат. Море Талат. Гледам, многу си потресен од посетата на Украина. Велиш, си онемел пред геноцидот, а? Одлично бе, Талат. Само да те питам, исто беше онемет кога од твојата УЧК цртаа со ножеви по грбовите на мавровските работници, а? Онеме и тогаш? Дали онеме кога вработени цивили беа кренати во воздух со се хотелот во Челопек? Дали си онемет што македонците иселени во војната 2001 никогаш не се вратија во своите домови? Дали онеме кога од Косово присилно се исилуваа срби и во 80-тите години на минатиот век и во 1999 година, кога завршивте со бомбардирањето на Србија со вашето НАТО? По кои тоа аршини, Талат, едното ти е геноцид, а другото борба за човекови права? И што мајка бараше бе во Украина, а? Па требаше во Донбас и Луганска и русите да одиш ако си фер и ако си вистински борец за човекови права. Оти тие бараа одцепување од Украина како што твојот народ на Косово бараше одцепување од Србија. По некоја логика треба да сочувствуваш со народот кој бара одцепување од некоја матична држава, а не со оние кои сакаат тоа одцепување да го спречат со убивање кое во Донбас и Луганск трае од 2014 година, кое со живот ја платија 14.000 руси, убиени од украинските азовски бригади, полкови. Тоа не е геноцид за тебе? Само Сребреница и Буча ти се геноциди? Или она во тоа селото на Косово Рача, како се викаше, што потоа излезе дека е Фингерај, колку да се започне со бомбардирањето на Србија? Или кога се убиваат руси, или кога се шкрабаат македонци со ножеви по грбови и чела, тоа не е злостор, така? Само она што мене ми одговара да го наречам злостор, тоа е злостор. Многу американски е тоа, бе, Талат. А? До кога бе со селективна меморија вие борците за човекови права? Не се чаталете многу. Оти знаете како велат црногорците? Никоме чоче ние горјала дозоре. Еден ден свеќата ќе се угаси. Ветерот во грб ќе почне да дува контра, Талат. Земете ве пример од бугарите, најсвеж пример имате. Не ги почнаа да му се чаталат на Путин и што добија? Путин им го секна гасот, а зимата не кае. Ке дојде за некој месец, нели? Бугари фраери, како без газ понатаму, бе, а? Ај сега прдете у цевките за да имате газ. Ако сакате, и ние македонците ќе попрдиме во цевките, нели, како добри соседи и пријатели? Па зашто е оној договор за пријателство, ако не за вакви моменти? Кога Путин ќе ви го секне гасот, да прдиме во гасоводот за вие да имате газ. Многу сте јаки, нели, бугари? Имате јака улога во ЕУ. Главен полицаец на ЕУ кој дисциплинира непослушни народи што не ќе да се пишат бугари. Море, бугари, до кога ќе ја правите истата грешка? Секогаш кога летате со паметот дека сте многу јаки, доаѓа лично кармата по вас. Или Путин, што му доđe исто. А пред него па ви дојде Сталин, ако добро се сеќавам. И Путин и Сталин, значи, ви дадоа по една воспитна. А гледам пак ќе одите на баци рака кај русите, како што отидовте кај Сталин кога ги паркираше тенковите на ваша граница во 1944 година. Тогаш цвилевте: "Аман немој, камарат Сталин!" Па сега пак ќе цвилите. Таква ви е кармата, бе, што да ви правам. Кој високо лета, ниско паѓа. И дај сите вие таму, атлантистите, граѓаните,
Треба да сватите една работа, а тоа е многу важна работа за вашата иднина. Не можете со Владе, ниту еден од вас. Владе пред да почне да тепа се пресметал. Секој ваш потек. Затоа Владе ви игра симултанка. Вие сите, он сам, ко Боби Фишер да игра шак со карамфили. Ве растура колего коцки, ве убива во поим. И требаше некој да ви покаже кај ви е местото, распрдени едни. Вие ли ќе го контролирате светот со вашите пореметени вредности и левичарски либерални идеологии? Нече мочи ове ночи. А до душа ни следната ноќ нема да може, а ни таа после неа нема да може. А допрва има да ви падне и мрак на очи. Владе! I love you! Je t'aime! Ja тебя люблю! Абе, многу јако ги прцаш! Другови и другарице, драги пионири, ој сум се заобал, сум мислел дека сум Тито. Ама ја и стварно сум Тито у Северна Македонија. Ја, Александар Антич, звани Али Ахмети, денеска го имам тој чест да го отворам новата Айфелова кула на УЧК во село Слупчане, символот на борбата на СДСМ да остане у власт и негов народ да го носи у пропаст. Како што рекол паметниот српски народ, додека на некој не му се стемни, на другиот неđe да му се раздени. Ако се знае на кого му се стемнува, а на кого му се разденува у оваа земја. Затоа сме го градили овој светионик на УЧК да им зрачи на сите демократија на Дуи, под водство на големиот Танос викан Кале. Овој светионик значи дека на албанци ќе им свети, а на македонци ќе им стемнува уште поише. Затоа треба да се обединиме околу овој споменик на УЧК. Греоте е македонци покрај толку светлост да викаат кој е упалио мрак. Така вика и оној симпатичен момак Груби што сум го ставал мој заменик. И позади премиорот да му чува леđа и да му вика таче пази леđа, иде метак. Нешто символично у тој метак како Мирко и Славко или Боро и Рамис или Ганг Банг од оние филмови што се. Или како оној филмот со Джим Кери, паметен и уште попаметен. Нели, и се знае у каква смисла. Оној преседникот вика овој светјаник бил дивоградба. Ој бе ти, да ти кажам ја, ти си дивоградба, тебе сме те ставале таму без дозвола на народ, бе еј. Да не сум ти фаќал ругенција кај оној Рейзон што губи короната, па после короната го уби 7000. Ти никогаш не ќе стануваше преседник, бе еј, ајван. Кој остануваше таму на тој американско колеđ да продаваш баклави и толјумби. Сакам да кажам глупи тези. Овој светионик е и твој бе будала еден и ти си учествувал у рад за ослобоđење и унапреđење на терористи у директори и обични граđани, нели у терористи. Видиш, тоа се вика позитивна дискриминација, односно кога тие што пукаат и цртат по грбови на луѓе стануваат директори, а тие што кубате на кокошков парламент лежат у затвор 100 години. Тоа е американска демократија, ама у тој твој колеđ не го учите како што треба. Мислам, го учите вие, ама кога треба да го гласате, подобро го давате газот на кирија. Е, гледате, нашиот газ и овој светионик не се на кирија. Ние сме давале беса дека ќе биде и опет го висока во Ефелова кула. Затоа сакам да го честитам овој светионик на цела Северна Македонија, од Рач до Струмица, кај што живее Паша Зоти, мој брат Зоти растори куќа, кој сакаше да го градиме овој споменик у центар на Скопје. Он најде локација добра, ама овој газда на Канал 5 не сакаше да игра тенис со него на мали голчња со Луи Витон опрема. Што убаво ќе беше споменик на УЧК Беко Плаза усред градна слободна Скопје. И честовевме едно миноре до него секој ден да пее песни за екологија на Македонија. Пардон, ајде тука че ги инвестиравме тие 900 милиони евра што треба да ги зимаме од буџет. Ама ној Мицко мисли сакаме да ги крадеме. Ај бе будала, ние не крадеме како СДСМ. Ние градиме, не ли го гледаш овој споменик светионик какви градби правиме. Инвестирај во Дуи, ичкур да не ти боли. Одиме у Европа, со Албанија нормално.
теута ја понудија на 10 муштери. Абе, никој не ќе да ја земе и да ја вдоми. Да беше бетолчанка, сите ќе ја викаат теута бумеранго, зашто цек да ја враќаат. Разбирам дека таков честен и способен кадар на Дуи не смее да остане без висока позиција. Па еве, нека проба талат бе да му ја протне на Зеленски, сега се тие вака, нели? Нека му ја протне за градоначалничка на Одеса. Мислам барем додека Путин не ја освои. Мислам Одеса додека не ја освои, а не Теута. Да се разбереме. Или ако не бива таа работа со функција во странство, нека смислат уште едно министерско место у влада. На толку министри уште еден повеќе или помалку, па тоа не е страшно. Баш како сме да речем не за Теута овде бе. Ќе биде Артан како што ќе каже и точка. А тој ќе најде нешто ко за неа бе. Да направи уште некоја милионче за себе и за партијата. Од нашите пари нормално. Не дај Боже, ако и тоа некако се изјалови. Тогаш останува уште да ја пратиме на Евровизија. А ако и од тамо ја вратат, па нека ја вдоми Анима Мунди. Или чекај ми текна. Евентуално пробајте на Елон Маск да му ја понудите за на некоја вселенска станица или за планетоначалничка на Марс. Вау, како звучи планетоначалничка на Марс. Се има еден проблем, тамо нема тендери, нема вработени по рамковен, нема ни вода, ни живот, исто како во Тетово, што нема голема разлика во Марс и Тетово. Абе, нема ништо! Па Теута малку до душа ќе се досадува, ама па од друга страна функција си е функција. И што е најважно, ние ќе куртулиме. Неубавиот збор, туку 5 милиони евра железни врати отвараат. Тоа го научивме деноиве. Како не лажеле во школа и во каква заблуда сме верувале. Во таа заблуда деновиве не спаси големиот кинески мудрец Орце Камче. Голем мудрец. Мислам, лично го познавам. Штета што е кинес, што не е наш. А неговата филозофија, која што е добра ја познавам, вели вака. Ако си доволно голем апаш и ако украдеш доволно многу милиарди, можеш, галиба, и да не одиш во затвор. Ако имаш 5 милиони евра, да си го откупиш гревот кај властите. Читајте го кинескиот филозоф Орце Камче. Нема да зажали.